ВМРО ДПМН ги прекинува контактите на сите нивоа со представници од владата во однос на прашањето уставни измени. За лидерот Христијан Мицкоски, активна е само опцијата предвремени парламентарни избори. Оваа недела имавме седница на извршниот комитет на партијата и донесовме едногласна одлука дека како ВМРО ДПМН ги прекинуваме сите комуникации официјални на билатерално ниво со представници од владата, така што повеќе како ВМРО ДПМН и коалицијата нема да се среќаваме на билатерална основа официјално со представници од владата. Координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски денеска повторно потенцираше дека претениците од неговата партија се компактни и едногласни во однос на уставните измени. Претеничката група на ВМРО ДПМН е кохезивна, нема промена на ставот и остануваме на тоа дека нема промена на устав под бугарски диктат и под овие услови кои што се нудат. Затоа што континуирано укажуваме на забелешки во собранието на сите негативни процеси кои што ги прават. Од периодот кога се носеше договорот за добрососедство и пријателство, па преку францускиот предлог и еве оваа година откако упорно пробуваат да убедат јавноста дека имаат 80 пратеници, дека има некое проевропско крило, можам да ви уверам дека целата пратеничка група на ВМРО ДПМН е проевропска и остануваме на ставот дека брзи избори се решение за да можеме потоа како влада да навлеземе и да ги решаваме сите проблеми кои што се јавуваат во општеството, а бога ми ги има многу. Во однос на изјавата на премиерот Ковачевски дека уставните измени во собраниска процедура ќе влезе за 2 недели, Мицкоски е скептичен. Па ние ги очекуваме веќе година дена уставните измени, бидејќи, ако се сеќавате, од минатата година, јули месец, почна ова драма околу уставните измени, па требаше есента, па не есента, па зимото од 2022, па потоа префрлија февруари, па не февруари, мај, па не мај, јуни, јули еве го дојде. Така што континуирано имаме еден процес на одложување, а процесот на одложување значи дека тие немаат поддршка да го направат тоа кое што го прифатија без да ја консултираат опозицијата и без да го консултираат македонскиот народ, а од друга страна кога народот заедно со опозицијата нуди решенија за национално единство и консензус, тие континуирано играат на една карта, тоа е интересот на Бугарија и континуирано ги одбиваат овие иницијативи кои што ги дава опозицијата заедно со народот. Сакам да сме на чисто. Пред една година јас реков, поднесувам оставка доколку ова помина. Пред една година реков дека ВМРО ДПМН ова нема да го поддржи, затоа што бугарскиот диктат е неприфатлив за ВМРО ДПМН и коалицијата.